Професоре Марковски, благодарам што сте дел од терминот за летни интервјуа на телевизија 24. Кога се договаравме за ваше гостување, повод ни беа нели дивоградбите и оној извештај од Државниот завод за статистика, меѓутоа во меѓувреме се случи и други активности во кои што вие нели дел учествувате, а и сте компетентни да ги искоментираме. Еве денеска во општина Центар беше најавено дека ќе биде предлог ДУП-от за водно, што го опфаќа и водно предмет, па шанса за Центар, една од невладините организации чии што кандидат нели бевте за градоначалник на Скопје денеска, деновиве на социјалните медиуми имаше информација дека во план е, како во тој нацрт ДУП, во план е да се изгради една населба од 25 објекти на водно. Што ќе значи тоа за водно? Да, прво, што би значело кога би се реализирало? Поканата, да. Бев поддржан од Шанса за Центар и другите независни, што ми беше задоволство. Многу внимателно треба со проширувањето на Скопје, особено на падините на водно, бидејќи водно е од особено значење за градот. Популарно наречено бели дробови на градот, тоа е можеби единствената зелена оаза која што успеа да обстане досега или барем делумно да обстане под налетот на дивата урбанизација, неконтролираната урбанизација и оттаму носењето на секој нов урбанистички план кој ја засега оваа територија, овој дел на Скопје треба многу внимателно да биде осмислен. Покрај сите други аспекти, густина на населеност, постоечка инфраструктура за нормално живење, сведоци сме дека минатото лето жителите на овој дел од градот имаа проблеми со водоснабдување. Сообраќајната инфраструктура и се друго, кај водно дополнителен елемент е и стабилноста на теренот. Се работи за падини кои што со дополнителен товар од објектите може да покажат нестабилност и да предизвикаат проблеми. Всушност тоа не е ништо ново, затоа што во делот кај Тасино Чешмиче веќе има такви проблеми и во некои други делови на падините на водно, и затоа велам треба многу внимателно, многу добро да се осмисли сето тоа и да со задршка се преземаат такви чекори во напредување кон врвот на водно. Затоа што се плашам дека малку по малку ќе се поместуваат границите на опфатот од години во години и сето тоа штетно ќе влијае на градот. Така. Рековте да се внимава и многу внимателно да се планира. Постои ли внимателно планирање, професоре, за еден ваков терен како што е водно? И не само од аспектот на нели бели дробови на градот Скопје, меѓутоа зборуваме и како основа на земјиште и тоа. А што треба да содржи кога некој би се организирал, би се дрзнал да гради такво нешто и би ги добил сите дозволи, предпоставено зборуваме секако, што би требало да се направи за да не се наруши прво земјиштето, бидејќи нели знаеме, вие и самите рековте дека се појавуваат и пукнатини на подпорни зидови, некаде и на куќи. А што би значило тоа еве и за чистината на амбиенталниот воздух и она што представува водно? Па за чистината на амбиенталниот воздух е јасно. Повеќе објекти, помалку дрвја, така што тука таа математика. Помалку кислород, повеќе CO2. И враќање нема назад. Тука штом одредена територија се зафати со урбанизација, поправки веќе нема, не постојат. Тука практично да не постојат ни елементи како да се надомести она што ќе се исече, што ќе се уништи од зеленилото било каде, во било кој дел од градот. А сведоци сме дека Скопје изгуби многу шанси. Многу потенцијални негови зелени површини се претворија во бетонизирани, односно или асфалтирани површини, и тука нема назад. Тоа е опасноста од таквата неконтролирана урбанизација. Кај градбите на вакви терени, разликата е во тоа што ако кај рамнински терени истражувањето на теренот локално на самата локација каде што ќе се гради објектот е доволно, овде тоа не е доволно. Затоа што поради
поради падината, стрмниот терен на кој што се градат објектите, тие имаат, секој соседен објект има влијание врз другиот. И овде прво треба да се направат, ако веќе нели се тргне кон градење, треба да се направат глобални анализи на теренот, да се види неговата структура, да се видат потенцијални свлечишта дали постојат, да се направат анализи со тој нов товар, како ќе се однесува сето тоа, па после локално објект по објект да си направи анализа што е само за него, бидејќи овде влијанието на едните врз другите е многу поголемо отколку на друг тип терени. Ова не изгледа дека е правена таква анализа, барем според нацртот, бидејќи сето тоа бара време. Не можам да тврдам, меѓутоа не ми е познато дали е правено и дека е правена таква анализа. Така. Професоре, вчера вашето име го прочитавме како дел од тимот вештаци за градбата, нели што таа представува на она што представувало дискотека во Кочани Пулс, во која животот го загубија 63 луѓе, млади лица пред се. Излеговте со оценка вчера, медиумите и јавноста можеше да ја чуе и вашата изјава, нели, заклучокот на групата Вештаци 6, чинам работевте на тој извештај, што беше пласиран во рамките на едно од судските рочишта, чинам последново за оваа сезона. Да. Кажавте дека објектот не ги задоволувал стандардите или барем оние стандарди за организирање и за таква намена, нели, за објект каде што ќе има забави, каде што ќе доаѓаат поголем број на луѓе. Да, вчера започна градежното вештачење. Градежниот факултет доби наредба од основното јавно обвинителство минатата година да го изврши овој вид на вештачење. Беше формирана работна група од колеги стручни во секој во својата област, за да можеме што поквалитетно да го завршиме, бидејќи предметот е многу чувствителен. И тоа кажав и вчера на првото образлагање од како вештак, дека не сакавме да има воопшто никаква импровизација во сето тоа, внимавајќи да ја разоткриеме вистината, а при тоа да некој што нема некаква вина во сето тоа, да не го доведеме во непријатна ситуација. Бидејќи процесот е долг на сето она што траело, и се разбира, бидејќи постапката е во тек, градежното вештачење се уште ќе трае, јас не би можел да навлегувам повеќе во детали, но еве, ќе се парафразирам себе си, вчерашното излагање го започнав со еден настан два настани што се случени 2 години пред да започне со работа дискотеката Пулс, значи во 2010 година. Во јануари 2010 е случен земјотрес во Хаити со магнитуда од околу 7,5 степени по Рихтер, а месец дена подоцна во Чиле со една страотна магнитуда од 8,8 степени Целзиус по Рихтер. Во првиот, кој траел половина минута, и е многу послаб, со послаб интензитет енергетски од тони другиот, има 160.000 жртви, а во вториот има нели, иако секоја жртва е битна, меѓутоа во овој контекст, во споредба со ова, само 550. 160.000 на 550. А ваму земјотресот е многу посилен, подолг, 3 минути траел, оне првиот траел половина минута и така натаму. Што е доказ дека почитувањето на стандардите, прописите и процедурите во градењето се од исклучително значење за безбедноста на луѓето. Чиле е позната држава по тоа дека има високи стандарди за заштита на објектите од земјотрес и не случајно оваа споредба е таква каква што е. Практично тоа е доказ и показател дека ако се почитуваат стандарди, прописи
процедури кои што практично треба да гарантираат, односно да контролираат дека тие стандарди ќе се запазуваат при градба, при реконструкција, при пренамена на објектите, дека ризиците од познатите хазарди, а еден од тие и пожарот на објектите, ќе бидат далеку помали од она што се случило во Кочани. Пораката е јасна, споредбата според мен е многу јасна и покажува која е главната причина зашто имаме толку голем број на жртви, на изгубени млади животи во оној немил настан од 16 март минатата година. Иако е тешко да се прогнозира, поготово за вакви настани, но еве ако биле почитувани правилата, стандардите, како што велите, бројот на жртви би бил помал? Тоа не е воопшто тешко да се isprognozira, може би не точната бројка, меѓутоа и дури ако имало жртви, ако се било испочитувано како што треба, според мене, по моје мислење, дури и да имало жртви, тие би се броеле на прсти на една рака. Да не зборувам за бројот на повредени и така натаму, значи прво појавата на пожар би се свела на минимум, а и во случај да се појави, затоа што ние не можеме во што и да правиме, не можеме да 100% да исклучиме можност од појава на пожар, секогаш е тоа можно. Апсолутно, да. Меѓутоа, ако се преземат сите мерки и стандарди и по нашите важечки прописи, значи и по нашите правилници, бројот на жртви би бил далеку помало од тоа што се случува. Так. Професоре Марковски, само уште едно прашање поврзано со Кочани. Вие тогаш ни бевте гостин и бевте и на другите медиуми, се разбира, во обид, нели, да разбереме што се случи, нели, како изгубивме толку млади луѓе и над 200 се повредени. Дали ги научивме лекциите? Што мислите, ако имаме одредени сознанија дека дел од овие закони се менуваат, па уште не се, нели, таа процедура оди многу тешко и бавно, но дали сметате дека ги учиме лекциите или не ги учиме лекциите, за жал? Па ние се однесуваме како ученици кои учат кампањски. Кога ќе дојде густо, тогаш седнуваат на книгата, седнуваме и тогаш се освестуваме, а меѓутоа трае тоа премногу доцна и ги забораваме. Наученото го забораваме, бидејќи кога се учи кампањски се заборава, многу брзо забораваме она што е научено. Мислам дека не ја научивме лекцијата. Јас мислев дека после она што ни се случи, дека општеството во тој дел ќе доживее една своевидна катарза, почнувајќи од секого, почнувајќи од поединци, секој на своето ниво, да може да делува и работите да ги подобруваме од ден на ден во таа насока. Меѓутоа, според мене, она што можам да го забележам и да го видам и во областа на градежништвото, во кое што сум секојдневно, долги години и работам, не гледам дека работите одат кон подобро. Еве, сведоци сме на незгоди, односно свлекување на терен на две темелни јами. Да. Една беше во Кисела вода, во загина човек, веднаш брзо да. после во Буњаковец. И гледаме ли некаква промена, дали се случи нешто, дали се преземаа некои активности за да тоа се спречи, бидејќи прашање на ден е кога ќе се случи повторно нешто такво, ако продолжиме да функционираме на овој начин. А продолжуваме. За жал, исто е и со, мислам дека исто и со овие локали каде што се собираат децата. Нели, тогаш имаше една кампања на купување противпожарни апарати, тоа брзо се стиша. Се уште во зградите има хидранти кои што не функционираат, се уште има противпожарни врати кои што не се противпожарни врати според стандардите и така натаму. Но велам, тоа треба да не освести и треба да говориме често. Што треба да ни се случи за да тргнеме еднаш по правилата на стандардите и да не импровизираме. А не знам она што, па видете она што сектор како да импровизираме. Да. Добра ви е забелешката, одлична. Има разлика. Скопскиот земјотрес, например, предизвикал големи промени во општеството и во областа на градење. Значи, стандардите на градење, каде сме ги
зголемиле и сме ги направили построги и сме ги осовремениле после земјотресот од 63 година, токму под импресии од она што ни се случило. Сега, ако ова од Кочани не успеа да не освести и ова вест од ќе се вратам на вчерашниот ден, оваа вест од градежното вештачење, кое што можеби е клучно во целиот процес, не беше прва вест на сите медиуми, тоа за мене е малку загрижувачко. Затоа што јас сметам дека во вчерашниот ден немаше ништо побитно за суштината на ова општество во кое што живееме од она што се случуваше во судницата вчера во Кочани. Но за жал, дури на некои медиуми не беше ни споменато вчерашното рочиште. Тоа покажува многу колку лесно ги забораваме лекциите. За жал. Професоре, еве во тој контекст зборуваме и за извештајот на Државниот завод за статистика со 911 нови дивоградби за 2025 година, 911 нови бесправно изградени објекти, најмногу куќи, вика викендички згради, што представува зголемување од 20,3% споредбено со 2024 година. Некако уште паметот како да не ни доаѓа, кога велиме дека незаконски изградени објекти, претпоставувам дека тука и стандардите не се запазени. Оти тешко е некој да гради бесправно, а да ги задоволи сите стандарди. Токму така. Проблемот со дивоградби е стар проблем и голем проблем за ова наша држава. Проблем од аспект на урбанизмот, социолошки проблем, социјален проблем и правен проблем. А јас би додал и она што вие сега го спомнавте, безбедносен проблем. И тоа е можеби најсериозниот проблем. Точно, да. Од сите нив, затоа што ние легализираме и пуштаме во промет на недвижности објекти за кои што ништо не знаеме. Освен нивниот габарит колкафе, што е многу лесно може да се провери и да се измери било кога. Мерливо е, да речеме. Мерливо и е лесно мерливо во било кој момент. Меѓутоа, тајна останува кој е квалитетот на тие објекти. Тие објекти служат или за живење, или за работа, или за не знам што. Тие објекти денес ги користат едни, утре ќе ги користат други. Не бе велиме најмногу куќи, викендички згради, внатре живеат луѓе. Така. Кој е квалитетот? Животни да живеат. Да, тешко ќе наидеме на дивоградба која што имала нормален процес на градење. Обично дивоградбите одат и со процес кој што не ги запазува стандардите и процедурите, без соодветни проекти, без соодветни изведувачи, без соодветни надзори или воопшто без надзори и така натаму. И оттаму ризикот кој што тие со себе го носат е далеку поголем од оние објекти кои што легално ја поминале процедурата. Огромен е бројот на дивоградбите, од 400 и нешто илјади, нели 270 илјади се као до сега легализирани, но тој товар што тие си го носат со себе, тој ќе ги следи се додека објектите постојат. И за мене тоа е голем проблем, бидејќи во тие дивоградби, еден дел од тие дивоградби се огради, некакви настрешници и така натаму, да речам од наш аспект на градежни конструктори и не толку битен, меѓутоа голем дел од нив се, како што кажавте, индивидуални куќи за живење, викендички, 128 се стамбени куќи, а има стамбени згради, стамбени објекти, објекти, 17 се викендички објекти за одмор. И сега прашањето е како да се справиме со овој проблем. Еве се поместува рокот за нивно завршување, за легализација. Така, еве и оваа легализација што е новиот закон кој што стапи во сила март, мислам дека годинава и ќе трае до 2031 година исто до март. Ова се однесува на оние легализации кои што беа уфатени со законот од 2011 година, што се во процедура по X причини, нели не ја завршија процедурата, околу 200.000 се сега споменавте, чинам, не е тоа мала бројка за жал.
И сега еве гледаме пак постојано зголемување. Колку еве постоењето на вакви закони, професоре, ги охрабрува на некој начин луѓето, бидејќи претежно се физички лица, да посегнати по ваква една можност да градат бесправно? Викаат дека да, секако дека ги охрабрува, затоа што сите се надеваат дека нема никога што да биде урнато, бидејќи која е вистинската мерка за решавање на проблемот? Уривање на дивоградби. Тоа не е едноставен проблем, да не е, нели, лесно е да се зборува од академска позиција, од позиција на човек кој е во власта и кој што има една поинаква слика на проблемите, било која власт, дали локална, дали државна. Не е едноставно да се донесе одлука да се уриваат 200.000, 400.000 објекти, стварно. И навистина е прашање дали тоа има смисла во целата приказна. Меѓутоа, кога заклучивме дека бројот на дивоградби е толку голем, не требаше да дозволиме да тој од година во година станува се поголем и поголем, бидејќи како што споменавте и вие, тоа од податоците кои што се дадени од Државниот завод за статистика, околу 1000 годишно нови ни се јавуваат дивоградби. Кое е решението на овој проблем? Нивно навремено делување и спречување на градењето. Значи некако одиме до инспекцијските служби. Како што велиме, нели, железото се кове додека е жешко и бетонот се урива додека е жежок. Откако бетонот има зголемена температура додека кога ќе се вградува. И затоа треба брзо да се реагира имено. И сега аргументот кој што се обично се спротиставува на тоа брзо уривање, брзо делување, дека немаме градежни инспектори. Добро, немаме сега градежни инспектори во доволен број колку што мислиме дека треба да ги има. Иако сега како фуснота тука ќе наведам дека и објекти кои што имаат решение за уривање со години не се уриваат. Еве јас знам лично за пример во Охрид, една дивоградба во вид на тераса која што се ослонува на 2 челични столба, која се урива за време од 5 минути. 11 години решението за уривање стои нереализирано. Под разни оправдувања на општината. А што да чекаме? А што би можеле да чекаме од уривање за уривање на хотели, стамбени згради и така натаму, кога вакви конструкции, вакви диви доградби не се уриваат. Значи треба да се делува брзо и да се даде, да се испрати порака дека во тој поглед државата станува сериозна и дека нема да дозволи дивоградба да никне, а не да има потреба да ја урива после тоа. Сега, ако немаме доволно луѓе за тоа, иако повторно ќе кажам, мислам дека тоа не е малце аргумент кој го злоупотребуваме, малиот број инспектори, имаме па сега дигитализација, имаме вештачки интелигенции, имаме дронови, имаме сателитски снимки. Зошто да не го искористиме тоа и, например, во одредени региони да се пушти беспилотно летало дрон, да снима од време на време, така, и да видиме дали има некакви промени на таа локација, во тој регион или нема. Значи, ајде да го цело време зборуваме за дигитализацијата. Дигитализација не е некој фиктивен поим. Дигитализација е користење на ваквите алатки, предностите што ги има и на тој начин да се обидеме да ги спречиме дивоградбите. Затоа што многу поедноставно дивоградба да стопирате во фаза на ископ на темелна јама, во фаза на армирање или бетонирање на темели, отколку кога ќе ви никнат 5-6 ската, тогаш проблемот се мултиплицира. Така. Еве како дова, каде затајува системот? Еве велите дека некош и како изговор отсуството нели на ова денешно време кај што споменавте дека постојат еден куп можности што можат да се нели користат за да се следат случувањата на теренот, но како еве и на граѓаните да им влезе у глава дека не треба нешто што е незаконски да се посегнува по тоа? Па граѓаните тоа ќе осватат ако видат дека на соседот му гурнале објектот. Тогаш нема Често општините се ватат и со тоа дека немаат пари за уривање, бидејќи и таа операција на уривање чини многу пари, да речеме.
А рековте и сам за Охрид, Охрид е под притисок со нели потреба за уривање на голем број дивоградби, зашто и на УНЕСКО сме нели на тапет ставени. За мене недела да се изјасни. За мене е тоа дополнителен пораз. Да. Тоа е за мене кога ќе кажеме тоа дека под притисок на УНЕСКО ние треба да го средиме Охрид, за мене е тоа дополнителен пораз на нас самите. Зарем треба ние од УНЕСКО да чекаме да не освести дека треба да си го заштитиме бисерот на нашата држава. Најубавиот град на нашата држава, туристичкиот бисер и било како, ако сакаме и идентитетското јадро на нашата држава, зарем треба некој друг да ни кажува што треба да направиме за да ние си го заштитиме. Тука покажуваме немоќ. Како според мене е поразително за нас и за нашата свест да се некој друг ни го брани ни го штити нашето богатство. Само навремена реакција, брза реакција. Дали имало пари за уривање или немало пари, се знае кој треба да си го плати уривањето. И затоа треба да се реагира веднаш, затоа што во тој дел и средствата кои што се трошат за уривање се далеку помали. Значи, се друго можеме да зборуваме вака или онака, се друго се покажа дека не функционира. Значи, само на тој начин ќе сватиме дека не смее да се гради. Сите кажуваме за добри примери во западните земји, како некој ќе направи нешто малку, па веднаш соседите јавуваат, веднаш се реагира, му доаѓа инспекција, го казнува или му дава рок од толку и толку или ќе плати. Се решава се. Само треба брза реакција. Овде некако и соседите затаија или реагираат само она што јас би сакал е да го искористам овој момент. Ако повелете и така една порака, да. Она што мене исто така многу ме загрижува, се така наречените дивоградби со одобрение за градење. Јас би ги сместил и овие чудовишта што се градат и што ни го зафаќаат просторот во градот, што ни го уништуваат, што ни уништуваат животната средина, се исто така еден вид на дивоградби. Можеби тие не се правни дивоградби, меѓутоа се дивоградби од аспект на урбанизмот, затоа што во себе не содржат никакви елементи на позитивен урбанизам, се дивоградби во однос на архитектура, во однос на инфраструктура, во однос на заштита на животна средина, во однос на убавината на живењето. И за мене тие дивоградби се можеби уште поопасни од оние другите дивоградби кај кои што разликата е само во правниот аспект. Така. Како да се искорени ова, професор? Еве, дали некогаш често слушаме за урбана мафија, колку е тоа само празна флоскула или навистина постои такво нешто, пред кое што и властите, било на локално ниво, било на централно ниво, се немојкни? Притисокот од оние кои што сакаат да градат секогаш бил ќе биде голем, се разбира, големи се интересите, голем е обртот на капиталот е голем тука и притисокот што тој капитал го врши во сите сегменти на општеството е огромен и тешко може да се издржи тој притисок. Ама секогаш ќе се најде некој меко ткиво и ќе навлезе, ќе успее да навлезе тој капитал. Тоа го има и во многу поразвиени земји, значи не, меѓутоа кој е одбранбениот механизам кој што треба да се развива? Преку ноќ не можеме тоа да го постигнеме, но чекор по чекор. Прво треба да се забрани изработка на нарачани урбанистички планови. Значи не смееме да дозволиме да потенцијални инвеститори ги нарачуваат урбанистичките планови, ги плаќаат и практично во тој случај се знае за чив интерес се носи таквиот план. И во чија корист. Да. Како што викаме нели закони по мерка на партиите, политичките партии. Зајакнување на граѓанската свест со едукации, со емисии преку медиумите, какви се правата, што значи нормално живење, што значи живење во едни ненормални урбанистички услови и можеби создавање на една државна институт за урбанизам кој што ќе има на скалилото за носење на одлуки и контроли, можеби ќе има мериторност да изабранува некакви урбанистички планови и врши контрола на она што се
носи затоа што се покажа дека тоа демократско право кое што е дадено на советниците во општините да усвојуваат урбанистички планови, се покажа дека се злоупотребува многу лесно. Понекогаш. И сега, ако направиме наспоредба со делот со законската одредба каде што на Институтот за земјотресно инженерство му се даде право и обврска да врши дополнителна контрола на квалитетот на градбата од аспект на механичка отпорна стабилност, зошто и во урбанизмот да не направиме нешто слично? Затоа што вака не оди. Вака го губиме животниот простор, а практично, како да ви кажам, човекот покажува еден вид на мазохизам, почнува да си работи сам против себе. Затоа што ова нема граници, а крајот се знае. Така. Професоре, благодарам што бевте дел од ова издание на летните интервјуи на Телевизија 24. Благодарам за советите, се надевам ќе допрат до луѓето, до адресите на кои што ги адресиравте. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Довидување.